17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне одлучивте да бидете на фреквенцијата на телевизија Сонце, да го проследите најновото издание од емисијата од своја страна. За оваа тема, за оваа денешна тема, одбрав еден малку поразличен гостин кој што од негова перспектива ќе ни каже со што се занимава, ќе допреме малку повеќе економски теми, ќе зборуваме за криптоиндустријата, за вештачката интелигенција, за роботиката, за глобалната економија, ќе допреме и македонската економија и се она за кое што не сме говореле досега во емисијата од своја страна, меѓутоа ви ветувам едно интересно интервју, малку поразлична, малку модерна тема. Разговарам со господин Дарко Симуновски, се извинувам, кој што е мој денешен гостин во емисијата од своја страна. Господин Дарко, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна и да проговориме еве токму за едни вакви теми денес. Ви благодарам за поканата, навистина ми е чест и задоволство што еве сега прв пат сум тука гостин во ТВ Сонце. И поздрав до сите гледачи. Поводот првично е вашето дело фундаменти на криптоиндустријата. Јас вака морам да се подсетувам, бидејќи ова е стварно една тема која што бара да погледнеш, стручна тема која што не секој може да ја познава 100%. Овде стои криптоедукативен и информативен портал. Претпоставувам вие сте главен уредник на целиот тој портал. За вас како во белешка за автор стои дека сте криптоексперт и портфолио стратег. Па сега Дарко, ајде да започнеме од самиот почеток. Кој е Дарко и што ќе говориме денес? Така, најкратко објаснување на тоа прашање кој би ме прашале, најкратко би објаснил дека јас сум инвеститор. Јас сум 20 години инвеститор. Од 2016 почнав да изучувам за криптоиндустријата и исто така навлегов и во тој феномен во тоа време, сега веќе станува мејнстрим, односно самите посебна класа на финансиски средства, криптовалутите. Така да тука го насочив мојот фокус од 2016 па ден денес. Се уште сум на сите полиња од финансиски средства, акции, комодитети, обврзници и секако сега со криптовалутите, затоа што сметам дека во денешно време ние се уште немаме факултет, немаме некое конвенционално образование за криптовалутите и дефинитивно граѓаните и општо луѓето секаде во светот се соочуваат со еден проблем каде што не може да дојдат до правата информација и тоа беше еден мотив плюс што ме турна кон ова одисеја да ја наречам. Јас лично мојот пат го започнав со крипто курсеви, онлайн курсеви на англиски. Јас англискиот го зборувам многу одамна, одлично, така да тие курсеви што ги посетував беа на англиски јазик. Така почнав, па после самиот се надоградував со читање на многу книги, постојано учење. Јас и ден денес учам, никогаш не престанав со учење. Денес во просек посветувам барем 3-4 сати на анализа, на изучување, затоа што криптоиндустријата е една многу жива материја, но меѓутоа таа е брзо растечки и има постојано промени за разлика од овие традиционалните средства како акции пример. Тука захтева доста постојано учење, да бидеш апдейтиран, да бидеш со тек со новите работи што се случуваат, затоа што како што рековме, сепак е еден нов вид, прилично нов вид на технологија и што светот ќе го промени, лицето на светот ќе го промени кон подобро. Колку е потребно индивидуата да биде економски образована за оваа нова технологија да ја совлада? Претпоставувам вие сте економист по професија? Да, економист, тоа ми е главно занимање и покрај тоа што немам завршено економски, јас економија имам учено уште од мали нозе, татко ми беше економист. Како што реков, со финансиски средства, со акции, моите први акции беа на 19 години, пред 20 години, така да постојано проложив во текот на мојот живот со учење, изучување, посетување на доста курсеви, сертификати што се за економија, за макроекономија
и така натака. Така да тоа ми е една љубов уште од мали нозе, Така, економијата. велите за прв пат во 2016 година почнува целиот тој процес, сега веќе 2023-та, 2024-та на прагот. Јас сакам да ве прашам што се промени низ текот на сите овие години наназад. Каква е во Македонија сега состојбата со криптоиндустријата? Колку луѓето се осмелуваат да ја изучуваат оваа технологија, да инвестираат, колку се охрабруваат? Така. Јас веќе организирам повеќе од 2 години криптокурсеви, кои се базираат на книгата што веќе спомнате, Фундаменти на криптоиндустријата. Курсот го правам на 10 часа онлайн, комбинирано некаде околу 15 часа се работи, се изучува, има теоретски и практичен дел. Така да сега веќе во Македонија веќе 2 години луѓето имаат на македонски јазик, со посета на курсот на Токен Падок може да ги изучуваат тие работи, но меѓутоа исто и за тие што знаат добро англиски, има професионални веб сајтови кои се занимаваат со едукација, стрикно со едукација на криптовалути, така да тоа е, како што реков, една широка тема, како еден океан, исто така и има колку навлагаш, толку е станува подлабоко, така да и од технички и економски аспект. Тоа што ме прашавте дали треба познавање на финансиски средства на економија, да, потребно е, не мора некој да биде економист конкретно, но меѓутоа треба да знае отприлика да има некое основно познавање за финансиски средства, за акции по-конкретно, затоа што има тука доста елементи што се слични со криптоиндустријата, затоа што криптоиндустријата е склоп на економија и на технологија. Така да за тие што веќе имаат се подковани на некој начин или знаат барем основно за акции, за финансиски средства, за економија, дефинитивно ќе им биде тој пат, тој процес на учење ќе им биде полесен и ќе им биде олеснително и на тие што се од друга страна на техничкиот дел, што разбираат програмирање, затоа што ова сепак е нов вид на програмирање. Дури и програмерите што работат денес на апликации, на софтвер било каков, имаат тешкоти да кај криптовалутите, затоа што криптовалутите, основата нивна блокчейн е на друг програмски јазик, што е прилично нов и така да и за нив, али сепак е добра појдовна точка за тие што имаат или пак двете, економско и техничко знаење. Фундаменти на криптоиндустријата, ваше прво дело, прва книга, за кого се е наменета оваа книга, што е се опфатено овде и ајде малку поконкретно за криптоиндустријата како гранка, како технологија. Така. Ова книга е наменета од сосема од почетници, па се до луѓе што имаат веќе општо познавање за криптоиндустријата, за криптовалутите. Има доста пример, има луѓе општо и во светот и кај нас, има голем процент на луѓе што веќе тргуваат со криптовалути, се служеле со централни менувачници, како најпознатите пример Binance и други, но меѓутоа технички и економски не ги разбираат работите и суштините како функционираат и како треба да се валидизира, односно како да ја даеме една оценка на одреден проект, затоа што морам да нагласам дека секоја криптовалута е всушност во позадина некој проект, скоро секоја, тоа исто така да прецизирам, затоа што имаме и криптовалути што не се заснова на никаков проект, туку само на шпекулација. Пример како познатите Dogecoin, Shiba Inu и така натака. Тоа е за тој дел. Што се однесува за книгата. Книгата се состои од 9 модули. Како што реков, се базира на курсот што веќе го правам повеќе од 2 години. И тука се изучуваат, почнувајќи од економијата, првиот модул е за економија, затоа што, како што реков, за да се разбера подобро како функционираат криптовалутите, добро е да се познава една општо познавање од економијата, од финансиски средства, затоа што сепак тоа криптовалутите како класа се, јас би рекол, новата класа на финансиски средства, што веќе во други држави се признаваат како финансиско средство, како нова класа на финансиски средства. Така да, првиот модул за тоа е економија, најопшти термини,
на макроекономија, на микроекономија, што се пари, што се фиат валути. Денешно време се уште голем дел луѓето не можат да направат дистинкција меѓу фиат валути. Пример, денарот е фиат валута, еврото е фиат валута. Пари е злато. Нешто што ја одржува вредноста со тек на време. Тоа го изучуваме во првиот модул, во книгата. Втор модул, почнувајќи од за криптоиндустријата, е блокчейн технологијата. Затоа што сите криптовалути што постојат се базираат на блокчейн технологија. Значи самиот термин за една криптовалута да биде криптовалута, пред се технички мора да постои на блокчейн, мора да биде на таа технологија. Тоа е вториот модул. Третиот модул е за криптовалути, значи самиот поим, поделба, има таму поделба, што е кај криптовалути имаме токен или монета, или на англиски коин или токен. Да, ќе ве прекинам овде, вие велите, сигурен сум дека во иднина се ќе биде токенизирано. Што значи тоа? Да. Токенизација значи кога се што е од физичкиот свет и од финансиските средства да може да бидат презентирани на самата блокчейн технологија како еден токен. Пример, еве тука имаме чаша, можеме ова чаша исто така да ја токенизираме. Ако, пример, ние имаме производство на 100 чаши, можеме тоа да го презентираме и да го ставиме во еден дистрибуиран леджер, технологија, тоа е уствари блокчейн технологијата, и тука имаме екзактен податок за тоа што е произведено. Така да може тој токен да презентира чаша. Пример, без разлика, може буквално се што постои од реалниот свет да биде токенизирано. Може да бидат и, пример, дипломи од факултет. Може да бидат токенизирани, тие се викаат NFT. Незаменливи токени ги викаат. Тоа значи дека со тоа се дава една сигурност дека кога еднаш се става било кој податок, токен, било што се стави во блокчейнот, не може да се избриши, не може да се тргне. Не може никој тоа да го промени. И токму таа технологија на блокчейн ја дава таа одлика и таа можност, и како што и тргнале веќе и централните банки се оди кон токенизација, односно фиат валутите да бидат во форма на дигитални токени. Така да се што постои од реалниот свет дефинитивно ќе биде токенизирано, веќе се оди кон тој пат, веќе се има доста проекти веќе што навлегува. Јас си пишувам на tokenpaddock.com на мојот вебсайт дека веќе Филипини издава врзници што се токенизирани. Тоа значи дека не мора некој да оди во банка преку брокер, може едноставно со едно кликнување да купи врзница, што дефинитивно е многу олеснително и исто така дозволува за ликвидноста на пазарот да се зголеми. Што се однесува на другите модули за книгата, во четвртиот модул имам за класификација на криптоиндустријата, за да се разбере дека тоа не се само валути што претежно луѓето, секој почетник ќе помисли дека се тоа само некои валути што од горе-долу во цена. Не е така, значи тие имаат своја класификација, како што има класификација во акции, во која индустрија влага. Така и во криптоиндустријата, криптовалутите имаат одредена класификација што презентираат. И во петиот модул исто така имаме тука за техничка анализа, тие графи за тргување, најосновните графи да се разбере за секој почетник, и фундаментална анализа, начинот на кој што јас ги вреднувам криптопроектите. Тука е објаснето во петиот модул. После во шестиот модул имаме децентрализирани финанси. Што значи тоа? Децентрализирани финанси значи, замислете да имате банкарски сектор, банката на дофат на еден клик, без никаква регистрација, без никаква дозвола. Секој од секаде може да учествува и да ги користи услугите на така наречена банка, онлайн банка, и тоа се вика децентрализирани финанси. И седмиот модул NFT, незаменливи токени, тоа што ја кажав пред малку, една диплома може да биде токенизирана, уметничка слика може да биде токенизирана, може имот, стан може да биде токенизиран. Пример, да биде продаден на 5 собственици и тие да имаат сертификат дека имаат удел во тој стан, и тоа да биде токенизирано во форма на NFT. И осмиот модул е за третата генерација на интернетот, Web3 накратко. Што значи тоа? Тоа накратко значи децентрализиран интернет. Сега ние живееме во еден централизиран интернет,
моментално ова што користиме, пример, денешните најпознати платформи, YouTube, Facebook, како пример, Twitter, тие се представуваат втората генерација на интернетот, затоа што првата генерација на интернетот, тие што се повозрасни се сеќаваат дека во почетокот на 2000-тите, крајот на 90-тите, интернетот беше статичен, значи читателот можеше само да прочита тоа што му е дадено, само да конзумира тоа што веќе е дадено пишано. Сега ние имаме, секој може да дава, да става контент на YouTube, може да додава на Facebook, да става нова информација, било што. И тука дојдовме во една интеракција. Во ова што сега користиме е втората генерација. А третата генерација, каде што веќе напорно работат програмерите од криптоиндустријата, тоа значи децентрализираност на самиот интернет. Што значи тоа? Замислете сега ние да имаме како платформа како Facebook, и со тоа што ја користиме таа платформа, ние да бидеме ко-собственик. И исто така, да не постои никаква цензура. Ние бевме сведоци како бевме цензурирани за одредени работи, за секој да си окаже своето мислење, доживеавме цензура, значи глобално секаде се случуваше. Така да во овај друг интернет, што веќе сега се шири, се работи, веќе има платформи, такви работи не се возможни и исто така сите луѓе учествуваат во самата платформа, во самата економија на платформата. Така. И во деветиот последен модул во книгата, што исто така го одработуваме на часовите, на криптокурсот, е за дигитална валута на Централна банка. Исто така и кај нас тоа се најави. Тоа представува, како што реков, токенизирање на фиат валути, но меѓутоа, за разлика од овие криптовалути што се децентрализирани, повеќето, овие се централизирани и тука има и позитивни ефекти и негативни ефекти. Колку оваа книга, Дарко, се покажа како корисна досега и каква е заинтересираноста конкретно еве на младиот човек токму за криптоиндустријата и за се ова што вие го објаснивте накратко? Да. Има, јас да ти кажам искрено, јас сум многу изненаден, позитивно изненаден за фидбекот тука во Македонија. Генерално кај нас нема многу продажба општо на книгите. Сепак овде станува за малку техничка книга, каде што треба малку сепак тој опсек на луѓе што би читале за сега не е така голем, но меѓутоа со однос на сите тие статистики продажбата оди сосема добро и има поголема заинтересираност, особено кај младите генерации. По статистиките што ги имам правено, најголемиот дел луѓе што се интересираат за криптовалути, обично се генерација од 22-3 години, па се до 40 на години. Таа е таа групација што е најзаинтересирана и сака да учи и да инвестира во криптовалутите. Кои се предностите, кои се недостатоците истовремено за криптоинвеститорите? Така. Имаме тука, како за се, во животот и во финансиските средства има позитивни и негативни работи. За да им стане појасно на тие што се веќе инвеститори во традиционални средства, акции, пример, веќе споредам акции и врзници. Кога се инвестира во врзница, тоа важи за сигурна инвестиција. Но меѓутоа приносот на таа инвестиција е многу минимален. Пример, моментално во Македонија, македонски врзници се некаде 5,5%. Што значи ако би вложиле, пример, 1000 евра, во тој случај ќе добиеме 1050 на крајот на годината. Акциите, за разлика од врзниците, се поволатилни, но меѓутоа можат имат потенцијал за поголем принос. Јас се сеќавам, пример, пред 20 на години, нема да ја спомнам, што имав од фирма македонска акција, до денес е порасната за 3000 на 100. Значи има тука голем потенцијал за раст. Но меѓутоа кога пазарот, кога доживува еден ваков начин на рецесија, каде што маркетите стагнираат, во тој случај може потенцијалот за загуба е многу поголем. Сега, кога веќе ја правиме таа паралела меѓу врзници и акции, кај криптовалутите во споредба со акции, тие се 5 пати поволатилни. Што значи, ако пример на една просечна акција во ден можеш да добиеш 2%, кај криптовалутите можеш 10% да бидеш во добивка.
Загубата исто така, ако 2% изгубиш на акции, ке криптовалутите потенцијал да загубе 10%. Но, ако се практикува тоа што го имаме напишано во книгата, на фундаментална анализа, на тој начин да се оценуваат проектите, во тој случај на полог рок, без разлика како иде и флуктуира со тек на време, но меѓутоа со тек на време за одреден период дефинитивно можат граѓаните да ќарат и да бидат во профит, што не може ниедно друго финансиско средство успоредно да го даде. Можна актуелна интересна тема е денес и вештачката интелигенција. Како вештачката интелигенција и роботиката ги поврзувате со криптоиндустријата? Така. Вештачката интелигенција е исто така составен дел од криптовалутите, особено од тоа што го зборна Web3, од третата генерација на интернетот. Вештачката интелигенција, машинско учење е составниот дел за сите тие платформи да функционираат безпрекорно. Пример имаме програми што работат покрај тоа што работат на така наречени паметни договори во самиот блокчейн, за да се екзекутираат одредени трансакции и било какво функционирање внатре во самата апликација. Исто така се користи и вештачка интелигенција што може да помага во целиот тој процес. Кога се однесува на реалниот свет, сега денешно време ние сме запознаени што се случи пример со ChatGPT. ChatGPT преку ноќ стана мега популарно. Постојано има луѓе што го користат во секакви области, во секакви сфери на професии и занимања и така, и може да биде многу корисна алатка за некој што сака да твори нешто или да истражува нешто, може да биде корисна алатка. Не можеш да се наслониш на тоа, но меѓутоа може да биде корисна алатка. Така да ChatGPT технички кажано е машинско учење. Не е она баш вештачка интелигенција како што мејнстримот сака да го каже вештачка интелигенција. Технички гледано тоа е машинско учење, не е вештачка интелигенција. Вештачка интелигенција е каде што може фактички исто како човекот може сама да размислува, сама да донесе одлуки, сама да одлучи за одредени работи. Так. Дали е нешто правилно или не е правилно, вистинито или не е. Така да таа е една голема разлика тука. Но меѓутоа ние сега веќе во последниве 7-8 години општо најголемите корпорации веќе имаат имплементирано вештачка интелигенција и роботика. Пример сега во производството на глобалното производство во фабриките во западниот свет, начело на Кина најмногу. Во Кина и во западниот свет веќе агресивно се вложува во роботика, затоа што аутпутот што може да го добие некој што има фабрика за производство, дефинитивно ќе го добие далеку повеќе од робот, него на човек. Така да роботиката агресивно се зголемува, исто така и вештачката интелигенција во одредени сфери на функционирање. И така да ние одиме кон тој пат. Тоа нема да се промени, нема да се вратиме назад, не е возможно. Интернетот со еден збор е Пандорината кутија, каде што од интернетот излага и доброто и лошото. Така да и во ова сега што го зборуваме вештачка интелигенција, конкретно, вештачката интелигенција може да биде и позитивна и негативна, во зависност кој управува и што има цел да направи со таа вештачка интелигенција. Пример, во Кина државата вештачката интелигенција користи за препознавање и следење на своите граѓани. И луѓето таму буквално се 24/7 под надзор. Буквално, значи, не може луѓето да се изразат како што сакаат, не можат да бидат поприродни, морат знаат дека се постојано гледани. Значи во Кина ние имаме Big Brother имаме ние. Значи буквално луѓето вештачка интелигенција помага за препознавање, за таргетирање, така да вештачката интелигенција дефинитивно има и позитивни и негативни работи. Позитивните се тие што, како што реков, може да помогне за различни процеси, да бидат тие подобри, поконкретни, поточни и поопширни.
но меѓутоа во зависност која користи може да бидат и негативни. А во случајот на криптовалутите не може да бидат негативни затоа што таа користење на вештачка интелигенција е децентрализирана. Тоа значи таа моќ на вештачка интелигенција е делиме ние како корисници, а не сме ние таргетот, како што е на централниот систем, пример. Така, во спремањето на концептот за емисијата со вас имам напишано дигитален идентитет и дигитална валута, да ги објасниме еве накратко и тие како термини и што се случува со таа дигитална ера. Така. Како што реков, ние одиме агресивно кон дигитална ера. Општеството дефинитивно оди кон тоа. Нема враќање назад, нема запирање. Како што реков, има и позитивни и негативни работи. Во случајот дигиталниот идентитет, ланната проба, јас би рекол, беше ковид пасошот. Тоа што сите ние моравме да го имаме секаде во светот. Едноставно владите, така кратко речено, сите преку ноќ се согласија дека треба луѓето да имаат ковид пасош, за да можат да ги користат основни услуги што се загарантирани како човеково право. И покрај тоа човеково право во многу налети можевме да видиме, дури во тие така наречени демократски држави видовме дека човековото право не беше на пиедестал како што треба да биде. Така да тоа беше ланната проба да се види како тоа ќе функционира. Веќе Европска унија веќе најави за 2024 дека ќе почне на цела еврозона, на цела Европска унија да го нуди тој дигитален идентитет и дигитална валута на Централна банка. Сега има едно прашање што во општо луѓето имаат едно прашање и една недоумица, затоа што ние веќе имаме дигитални пари. Дигитални пари не се нешто ново, ние денешно време користиме картички, користиме најголемиот дел од сите трансакции што се случуваат се дигитални, де факто. Но овде е различно затоа што овие се програмибилни токени, што значи тоа? Јас можам да ги програмирам вашите пари онака како што милувам јас. Значи ти не можеш да ги трошиш парите каде сакаш, кога сакаш, на што сакаш. Значи јас како централа можам да ти забранам или да те насочам што и како да трошиш. Исто така имавме, јас за тоа детално пишав во книгата, веќе има најави официјално од Лагард, од Европска централна банка, таа кажа јасно, концизно дека дури ќе има еден начин, процес каде што луѓето ќе не може да заштедат пари, затоа што нивната идеја со тоа е дека со тоа ќе се стимулира наводно економијата, но меѓутоа за нас како граѓани дефинитивно не е тоа во прилог наш. И одозгора, ако пример дојде некој диктатор, ние не знаеме ако дојде некоја власт што е стреми кон тоа, кон целосна контрола, значи импликациите може да бидат многу лоши. И затоа во една таква ситуација каде што постепено кешот го снемува, веќе во скандинавските држави буквално немаат кеш луѓето, и толку дури не се ни свесни дека немаат кеш. Тоа е интересно многу. Јас често сум патувал низ Европа, живеев во Европа и така да ми се познати тие, од прва рака тие работи ми се познати. И едноставно луѓето ќе изгубат својата автономија, своето право на одлучување преку ноќ без да бидат свесни. И во една таква ситуација која ќе немаме кеш, биткоин ќе биде единствениот кеш. Тоа значи да правиме трансакции за тоа што ние сакаме, без некој да ни дозволи или да не ни дозволи да правиме. Така да тоа е една опасна игра, тоа се негативните страни, сега има и позитивни. Позитивни се што ќе можеме да правиме трансакции прекугранични, што ќе бидат многу ефтини, нешто како што е ко криптовалутите. Како што реков, самата технологија може да биде и негативна и позитивна. Тоа што тие сакаат да го прават е некоја реплика, бледа копија од криптовалутите, но меѓутоа ќе ја искористат за да воспостават тотална контрола на населението. Така да луѓето треба да се едуцираат за ова, треба да ги знаат опасностите, затоа што секој еден човек треба да се труди за својата автономија и за својата финансиска приватност. Затоа што без финансиска приватност не е возможно човек да е финансиски самостоен и независен.
така да тие работи се тесно поврзани. Кои се предизвиците со кои што се соочува денешната глобална економија, вклучувајќи ја тука и нашата македонска економија? Па во моментот економијата е буквално глобалната економија. Јас ги земам често параметрите на Америка како најголема економија, на Кина и на ЕУ. Економијата дефинитивно е на стаклени нозе, затоа што ние видовме за време на ковид кризата, особено недомаќинско работење од сите влади. Буквално се испушта пари во оптек, а не беа покриени, затоа што самиот БДП, бруто домашен производ, тоа значи дека ние треба нешто да произведиме, да даеме и да имаме аутпут во економијата, да имаме извоз, за да го покриеме таа фиат валута што презентира нешто. Во случајот многу луѓе беа оставени дома, престанаа со работа, продукцијата се намали, имаше диструпција на синџиро на набавка и едноставно на таа популистичка мерка се одлучија да им поклонуваат пари на луѓето, да им даваат, затоа што знае дека ќе има големи нереди ако на луѓето не им се даде, пошто им се одзеде правото на движење, правото на работа. И така да имавме тука една вид на економска монетарна политика што не е својствена за економијата. Како што рековме, значи фиат валутата мора да биде покриена од нешто што е произведено, услуга или производ и било што. И тоа доведе до висока инфлација што се случи лани, и се уште се борат со инфлација за развиените држави, зборувам на глобално ниво. Јас бев единствен од 2021 јавно каде што кажав дека ќе има инфлација. Ланската година кажав за ова година дека ќе има рецесија, веќе еврозоната е во рецесија. Бруто БДП на еврозоната буквално е на нула, не има никаков пораст, веќе скоро цела година. Еве сега го чекаме на крајот на годината и од четврти квартал извештајот, најверојатно ќе биде можда и негативен. Така да ние технички скоро сме во рецесија во ЕУ. Се очекува да видиме како ќе се одиграат работите во Америка, како водечка економија, но меѓутоа статистиката не доста статистики веќе покажуваат еден негативен тренд и тоа што треба да се случи како на финансиските пазари, сметам дека ќе се одрази оваа рецесија, ќе се одрази за неколку месеци на финансиските пазари и можно е да имаме и пат на акциите и на финансиските пазари. Може би нешто слично како 2008, може би нема да биде толку драстично, но меѓутоа дефинитивно има паѓање на економијата и тоа ќе се одрази на финансиските средства и, што е најбитно, на стандард на живење. Стандард на живење, јас живеев и во Швајцарија, живеев и во Австрија. Сега кога правам паралела пред ковид кризата и сега, луѓето буквално во западниот свет живеат од ден за ден. Сите се до гуша во долгови, тешко е да ги отплатат, сите веќе работат на втора работа, сите имаат по некоја втора работа за да можат да си ги платат основните работи. Хипотекарните кредити се драстично зголемени, луѓето имаат тешкоти да ги отплатат, многу луѓе веќе има официјални статистики ги изгубија своите домови. Да не зборувам генерално за стандардот, дефинитивно оди во надолна линија и идеме во една ситуација кога имаме такви ситуации каде што имаме висока инфлација па сега рецесија. Во таа ситуација тие што се најгоре на пирамидата, најбогатите, корпорациите, тие стануваат побогати затоа што на мултимилиардерите им одговара инфлација, затоа што кредитите стануваат по-мали за нив, помалку враќаат де факто. А за обичните граѓани ги ерозира нивниот стандард на живење и квалитет на живење. Така да гледаме една надолна линија и како што иде со тек на време, купување на недвижен имот веќе во западниот свет за 80% граѓани е веќе научна фантастика. Значи тешко достижно нешто да се направи. Така. Најавувате уште две книги кои што ги спремате, зашто конкретно
Предпоставувам во оваа област, меѓутоа, ајде малку да ни пријате што конкретно ќе се случи. Да, јас работам и на неколку проекти покрај тие две книги што ги пишувам. Пишувам книга за инвестирање за сите финансиски пазари. Едноставно, што е потребно за инвестирање, кои се потребни работи што треба луѓето да се насочат да ги гледат и да ги следат. Се што е поврзано за инвестирање, основни на инвестирањето, значи буквално за тоа ќе биде книгата. А другата книга ќе биде технички за токенизација и употреба на блокчейн во приватен и јавен сектор. Јас тоа и неколку пати го спомнав. Ако се употреби блокчейн технологија во јавниот сектор, во тој случај ќе биде невозможно да се има било каква корупција. Така да тоа ќе биде еден game changer, но меѓутоа дали некој ќе сака од властите да го спроведи, тоа е више знак прашалник, но меѓутоа има можност за еден бенефит општеството да го доживе, така да тука ќе се насочам за таа втора книга и исто така работам на проекти, работам на еден проект што е поврзан со традиционални средства, значи со тие акции, не е со криптовалутите поврзан. Се уште сме во подготовка со бизнис партнери. Секако кога ќе го имам тоа нешто официјално, конкретно, ќе го соопштам и кај вас за следниот пат. И исто така работам, сега треба да отвориме во ЕУ фирма, сакам да отворам, за токенизација и за Web3 услуги. Со моите програмери, имам екипа на програмери, луѓе со големо искуство, желни за работа, така да тоа е исто еден од проектите и еден крипто проект со своја криптовалута, али која ќе дојде моментот, секако дека со задоволство ќе дојдам да ви кажам. Така, соработувате со Антолог, издавачката куќа, претпоставувам и таму можат нашите гледачи доколку сакаат да се снабдат со фундаменти на криптоиндустријата? Секако да. Антолог исто така може да се најдат во поголемиот дел на продавници кај книжари во низ Македонија и исто така може и онлайн од Токен Падок. Моментално е на 15% попуст преку Токен Падок, така да може и онлайн да си ја порачат со бесплатна достава, така да има доста начини како да дојдат до книгата. Така, јас и моите пријатели од издавачката куќа Арс Ламина споделуваме, односно поттикнуваме читачки навики на македонски автори. Јас за вас ја выбрав оваа стихозбирка од Блаже Конески, нашиот великан. Се надевам дека кога ќе одмарате од криптоиндустријата, од валутите, ќе си најдете време со вашето утринско кафе да си ја прочитате и да се ја подновите исто така вашата домашна библиотека. Тоа е подрок за вас од мене од Арс Ламина. Дарко, при самиот крај јас имам уште едно прашање. Каква е според вас иднината на криптоиндустријата овде во Македонија? Што да очекуваме и што ќе се случува? Криптоиндустријата е глобален феномен. Ние сме една капка во морето. Дефинитивно и кај нас, како што одминува времето, интересот расте, особено кај помладите генерации. За нив дигитализацијата е секојдневие, така да многу полесно тие може да дојдат до криптовалутите, полесно да се снајдат, али како и да е, јас како што реков, за сите што се заинтересирани, тоа е дел од мојата работа, од мојата тоа што го нудам како услуги, значи може и на курсот, може да ја земат и книгата, али без разлика сите, јас имам порака до сите гледачи дека идеме во едни времења каде што општеството дефинитивно ќе се трансформира со ова вештачка интелигенција и со роботизација. За жал, многу луѓе ќе изгубат работа, тоа више се официјални статистики и податоци, така да инвестирање во финансиски средства не мора само криптовалути, може и во злато, во сребро, тоа се во комодитети, може во акции. Било какво инвестирање сега, сметам дека овие години ќе биде круцијално, многу битно за секој еден граѓанин да се едуцира дека мора да се инвестира за да можеме да бидеме со тек на времето и за да можеме да имаме одреден одговор за ако некој остане утре без работа, која би бил во ситуација да вложува и да го зголеми своето богатство или и тоа малку што е
пак е подобро отколку воопшто да не се инвестира. Затоа што луѓето тука уште си живеат од тој наратив на комунизмот, каде што цел е да се вработат и да штедат пари. Јас имам прашање зошто би штеделе, пример, вода од океан. Океанот има премногу вода. Така да и фиат валутите. Фиат валутите се немаат залиха ограничена. Така да нема логика зашто би се штедело. Јас на сите топло им препорачувам да инвестираат без разлика во кои финансиски средства. Не мора да бидат во криптовалути. Нека биде во акции, нека биде во комодитети, за да почувствуваат бенефитот понатака. Дарко, ви благодарам за одвоеното време. Навистина јас уживав во овој разговор, се надевам и уверена сум дека и нашите гледачи малку ги заинтересиравме за оваа тема. Навистина научив многу нови работи за криптоиндустријата. Ви благодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана. Се надевам дека ќе продолжите на овој пат. Се надевам дека ќе имам и повторна средба. Ви посакувам уште многу успехи и ви посакувам побрзо објавување на следните ваши дела и книги. Благодарам. Почитувани гледачи, овде ќе ве поздравам, се надевам дека и вас ви дојде добро еден ваков малку поинаков разговор за малку поинаква тема. Говоревме за криптоиндустријата како нова технологија со Дарко Симуновски. Исто така говоревме и малку повеќе за неговата книга Фундаменти на криптоиндустријата, која можете да се ја порачате како онлайн, така и да си ја најдете во сите издавачки центри односно книжари на книжарницата Антолог. Овде ќе ве поздравам, ќе ви посакам да се чувате, бидете во добро здравје и се гледаме токму за 7 дена од сега.